Почитувани гледачи, се наоѓаме во село Палчиште, во подножјето на Шарпланина, каде што оформивме една градина која ја приспособивме спрема теренот. Во овој прилог ќе ви покажеме како тоа изгледаше од самиот почеток, за да видите како во една ваква средина може да се направи и градина која ќе се приспособи према желбите на сопственикот и нормално спрема местото кое што е предвидено за садење на растенија, оформување на тревници и нормално за приспособување на условите за користење на оваа градина. На влезот од самата градина, од неговата лева страна, оформивме еден поприлично голем алпинум, кој изобилува со големи камени стени, кои се специфични за овој дел од Шарпланина. Во самиот алпинум вградени се растенија, засадени се растенија кои нормално ќе одговараат на климата, бидејќи самото место Палчиште се наоѓа на нешто повисока надморска висина, па затоа моравме да рачунаме на тоа да приспособиме растенија кои нормално ќе успеваат на овој терен. Во алпинумот се употребени зимзелени растенија од родот на глаука, коника, цедруси, потоа миниатурни, ниски, карпет, јуниперуси, како и други перени кои нормално во зависност од нивните бои и во зависност од нивната големина и времето за колку време тие се шират и растат, се приспособени на овој алпинум како би можеле, значи, за една неполна година до година дена да се добие веќе конечната форма на алпинумот кој нормално после тоа ќе треба да се одржува. За да се добие колорит на самиот алпинум, всадени се родовите како што е црвениот јавор, кој има црвен лист и нормално дека тој со своите јарки бои ќе направи една разноликост во самото зеленило. Тука се и родовите на берберис, како и некои други родови на хоризонтални јуниперуси со Old Gold боја, кои нели со самиот свој колорит ќе се одвојат од зеленилото кое нели доминира на самиот алпинум и тревникот што е околу алпинумот. Во однос на самиот алпинум, помеѓу двете големи камени стени посадивме еден цедрус кој со својата убавина и со своите раскошни гранки ќе даде една слика на една нели дива природа вградена меѓу камени стени. Нормално е, овој дел моравме да го разиграме со јуниперуси кои се со златно-жолта боја, како би колоритот на целиот алпинум дошол до израз. Интересен потез во овој алпинум е и црвениот берберис, кој нормално заедно во пратња на црвениот јавор ќе даде еден колорит, како што веќе напоменав, во самите зелени површини. Но сепак мораме да кажеме дека овој алпинум е во фаза на развивање, треба да почекаме некое време да никне тревата, нормално овие растенија да заживеат за да го добиеме неговиот конечен изглед кој се надеваме дека за некоја си година-две ќе биде во полн сјај. Околу алпинумот поставена е стаза од ризла во која е вграден систем од капка по капка кој е нормално ставен за наводнување на самиот алпинум. Но самата ризла нормално ќе направи една позиција која ќе ја двои тревната површина од површината на алпинумот и самата боја на ризлата ќе направи една игра на бои која сепак се вклопува со бојата на фасадата на куќата.
Од десната страна на објектот, на куќата, нормално дека направивме уште една зелена голема површина, која што веќе е посејана со тревно семе, но сепак и тука направивме еден мал алпинум со две огромни стени. Нормално тука игравме со помали растенија, кои ќе се приспособат на теренот. Тоа се неколку врсти на јунипероси, тука е пак црвениот берберис и повеќе видови на перени. Сега исто така во ова време доста се атрактивни и трските, кои исто така ги засадивме околу овие стени за да направиме малку една разиграност во деталите околу самиот алпинум. А во позадината посадивме листопадни дрва кои нормално во одреден дел од годината ќе развијат своја крошна и на самиот собственик ќе му пружат една интимност во другиот дел од градината. Од левиот влез према куќата, односно во главниот влез на куќата, нормално е дека е во фаза на изработка, во фаза на ставање на камени плочи по желба на собственикот, но сепак ние во нашиот дел во уредувањето поставивме две патеки, односно две ленти со ризла за да го одвоиме тревниот дел. Меѓу ризлата насадени се буксуси кои ќе бидат кроени во форма на топки, кои се симетрични од левата и од десната страна, што нормално ќе дадат еден елегантен стил на оваа градина, бидејќи ќе бидат формирани во правилни топки. Од десната страна на портата, во тревникот, посадена и оваа сребрена елка, која е исто така многу атрактивна, бидејќи има специфична боја плаво-сребренкаста и нормално дека кога овој терен ќе дојде буквално со темна зелена боја, таа ќе двои и ќе биде украс во овој дел од дворот. Сега доста зборување, време е малку и да поработиме на фонтаната, која е нормално кој ќе биде главен украс во овој дел од градината. Се работи за поприлично голема фонтана со висина од некој си 1,80 до 2 метри. Нормално е дека таа е направена во натур стил, посадена со растенија од видот на јуниперуси кои ќе растат хоризонтално. Тука се исто така повеќе типови на перени, тука се посадени миниатурните борови од типот на Pinus mugo pumilo, тука се неколку вида на евнимуси и нормално други трски кои се во стилот на оваа фонтана што ја градиме во склоп на градината. Во некоја од следните емисии се надеваме дека ќе ја завршиме и оваа прекрасна фонтана. Нормално дека и тревата која е посадена ќе изникне, ќе ја посетиме уште еднаш оваа градина и тогаш ќе ја видите нејзината конечна убавина. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина.